Центарот за култура Светла иднина од Кочани во рамките на активностите за Денот на ромите, денеска во градскиот парк реализираше изложба на ромската традиционална храна, носи и занаети. Тоа беше убава можност посетителите и случајните минувачи да се запознаат со традициите на ромската кујна и со занаетите кои изумираат. Наша активност за одбележувањето на 8 април Светскиот ден на ромите е денешната изложба на традиционална храна, носи и за стари занаети на ромите. И сакаме вака одблиско да ја запознаеме масата на еден отворен настан, поголемиот дел на граѓаните, како у суштина која била традицијата и историјата на ромите денес, затоа што се тоа што денес го гледаме, само храната остана она која што ја применуваме, сите овие занаети се веќе во најголем дел изумрени. Ќе видите занаети кои што во Македонија ги има по еден или по двајца. Например, овде имаме до нас занает ортомарство. Во Источна Македонија мислам дека само има едно семејство кое се занимава со тоа или две семејства евентуално во Кочани и во Виница. Во цела Источна Македонија не знам, за Западна Македонија не знам, но знам дека во Источна Македонија се две. Имаме занает, значи плетење на корпи, тоа е стар ромски занает, кој што веќе можеби да кажам дека е целосно во изумирање и во цела Македонија имаме само еден и денеска не удостои со неговата чест да дојде денеска и за нашата активност да овде со нас плете корпи и да го покаже занаетот дека се уште има луѓе кои се грижат за чување на таквите занаети. Во делот на националната храна на ромите што презентирате? Во делот на националната храна вообичаена е храната, значи гудошот е тука, питите се тука, домашните сладки се тука. Во голема мера се застапени. Сарми има, сармите се ориентална храна. Значи баклавата како исто како ориентално сладко, значи иако повеќе се користи во турската заедница, но имајќи го во обзир фактот дека ромите во Балканот доаѓаат преку Турција, со себе носат огромен број на традиции од турското и од османлиското владење во Македонија, така да баклавата ја сметаме и како наш производ и како наше сладко. И жените роми се вклучени во целата оваа активност. Еве гледам возрастни жени со љубов и мерак презентираат дел од националните јадења на ромите. Да, значи во нашата организација повеќе жени, значи од повозрастната група се активни во овој ден, со тоа што направија повеќе традиционални ромски јадења. Многу благодарност до сите нив, бидејќи тие од цело утро па се до сега, значи напорно работеа за да завршат и се да биде многу вкусно и топло и пријатно за јадење. За традицијата на подготовка на храна во ромското семејство и традиционалните јадења кои се негуваат и денес, еве што забележа нашата камера. Имаме зелник со спанак, имаме со компири, традиционално наше ромско јадење со компири, ово исто со спанак, имаме сарме од лозов лист, имаме тава со копани и ово е со мелено месо, колпи да го ние викаме, по наше, по муслимански. Од каде традицијата ја научивте? Од нашите прапрадедовци, од баби, они се правиле истото и ние го истото правиме денеска. Што најчесто сакаат вашиве синови, ќерки, внуците да јадат? Највише сарми лозови овие што се тава со копани и највише сака со зелник со спанак и урда. Содржините од манифестациите по повод Светскиот ден на ромите финансиски ги помогна и општината Кочани. Оваа година програмата за одбележување на 8 април, денот на Светскиот ден на ромите, ги вклучи неколкуте ромски невладени организации, значи овде се невладината Авена, Светла иднина и Еднакви за сите. Значи сите овие организации си презедоа активности, различни активности во прилог на одбележувањето на Денот на ромите. Задоволни сме што оваа година се вклучија повеќе невладени организации и си излегоа со своји активности во одбележувањето на Денот на ромите. Активностите по повод Светскиот ден на ромите продолжуваат и утре со прием кај градоначалникот Ратко Димитровски.